Денес сме тука во Тетово во организацијата Сонце, кои што ни обезбеденили простори за презентирање и информирање на заедницата, односно на потенцијалните кандидати, кои што ќе аплицираат во програмата за стипендирање, чиј што рок е до 13 мај. Нашата цел е тука да им ги објасниме критериумите, да им кажеме што се треба да направат за да може успешно да аплицираат, а со вашата помош како медиум можеме само да препорачаме до сите останати кои што ќе го следат прилогот за да им објасниме дека до 13 мај е рокот за пријавување во РМУСП програмата за стипендирање и тоа што треба да го направат е да пополнат електронската апликација и во неа да ги прикачат соодветните документи. Тоа што генерално е потребно како документи да обезбедат е вашечка лична карта или пасош, потоа свидетелство од трета година и евидентен лист од четврта година за сите оние кои што завршуваат четврта година, односно се сега матуранти и од наредната академска година 16-17 ќе се запишат прва година на факултет, односно на студии. Понатаму за сите останати кои што се сега во моментов студенти ќе треба да обезбедат уверение за положени испити, соодветно да го прикачат во апликацијата. И еден од битните документи за нас во програмата е да обезбедат барем една задолжителна, значи една препорака од ромска невладина организација за кој што формат треба да го снимнат од самата апликација. Лицата кои што ќе даваат препораки нема потреба да имаат свои темплети, напротив програмата си има свој терк на препорака кој што самиот заинтересиран кандидат го доставува до лицето кој што ќе ја напише препораката. Битно е препораката да биде со потпис и печат, скенирана, прикачана во апликацијата. Сите останати детали поврзано со процесот за пријавување и критериуми, дури прашања, коментари, забелешки, може да ги упатат на имейл адресата која што е достапна, значи мојата имейл адреса. Така што се надевам дека навреме ќе реагираат за тоа што, како што кажав, 13 мај е последен ден за реакции, последен ден за испраќање на апликации, па дури таму негде во есента 2016 сите оние кои што ќе влезат во потесниот круг ќе може да достават документ дека се запишани во 16-17 академска година како студенти. Стипендијата е на годишно ниво, значи имаме ние стипендисти кои што лани биле, да речеме, во програмата, но правилата на програмата се такви да може да ја обновуваат, односно повторно да поминат низ процесот на аплицирање, да ја поднесат апликацијата и повторна селекција и така натаму. Висината на стипендијата како што пишува и јавно објавена во самиот водич за пријавување, основната изнесува 800 евра годишно, на годишно ниво за една академска година, со тоа што се додаваат и трошоците за партиципација доколку студентот плаќа партиципација, односно школарина.